Добар ден, добро вечер, добро утро, зависи кој кога не гледа. Влегуваме во втора сезона на Politikanti.mk. Со мене Сашо Органовски. И со мене Боријан Јовановски, конечно визуелно. Значи ти успеа да се качи на врат, да биде со камери. Еве сме по барање на публиката беше. Во перфектното студио на Слободен печат, кај што нависти имаме одлични услови за работа, пред тоа малку импровизиравме, ама кога се аудио, лесно е да импровизираш. Сега одиме заедно со Слободен печат и само да кажам, Боријан, дека ние ќе излегуваме со нашите подкасти во вторник и во петок. И ќе може да не следат на на платформите на Слободен печат и на се разбира нашата страница Политиканти на веб страницата, исто како и на YouTube каналите на така имаме на 3-4 платформи. Ќе ги имаме и сите играчки Instagram, TikTok и така натаму. Овој пат ќе се потрудиме, да. Ајде да видиме ова лепота што ќе се гледа визуелно, дал нешто ќе покачи гледаното. Не заврши првата сезона лошо, морам да кажам, негде меѓу 3 и 5.000 на сите овие, кажи ги, наши платформи на кои што се емитува, што мислам дека е сосема една фина публика која ме изненади и се јавува, прашува кај сме, што сме им фалеле. Што е додека сме кај прашувањата, да кажем дека очекуваме прашања на info@politikanti.mk. Ние повремено, можеби еднаш неделно, а можеби еднаш на 2 недели, зависи колку прашања ќе се соберат, ќе се обидеме на некој од тие да одговараме. И добро е било да дебатираме. Така, ако може да не се многу навредливи, би било супер. Поможност. Иако и на тие ќе најдеме начин да одговори. Па не, стварно, ја сум читал разни спекулации, глупости околу мене во врска со мене. Подобро е некој да не праша, мислам, разбираш, па да му дае едноставно да не соочи со тој некој аргумент. А и се разбира овој другиот дел од публиката кој мислам дека е мнозински, кој има и што да праша и на кој начин да потикне на вистина здрава дебата која во овој момент многу фали. Речевме првава емисија, првиот подкаст за 2024 година, го снимеме неколку дена пред Нова година, бидејќи ќе фатат празници и ова е практично, јас и ти ќе се обидеме еден сумарум, ама сосема површен да дадеме за минатата година во избор на можеби 3-4 домашни странски настани кои што мислиме дека одбележале годината, а потоа следното издание е на 9 јануари. Оти нема смисла да ги се малтретираме луѓево. Да, ова е најава, уствари најава за втората сезона на Политиканти. Од која ќе се излезат сите новогодишни сарби, пачи, руски салати и се разбира чварки. Добро, Боријан, се договаравме да тргнеме со она што мислиме дека ја одбележала минатата година. Ќе се обидеш прв да речеме еве во во домашната политичка, па и не само политичка сцена. Па тоа мислам дека она што мене ми остави впечаток го делам со големо мнозинство во општеството, што е реткост. Станува збор за она грозоморно убиство на малечката Вања, кое самото како чине се разбира одвратно и грозоморно и без тешко да воопшто да се и не само на Вања, туку и на Панче. И на Панче, на таква девијантна социопатолошка слика на известна состојба ментална, но впечатокот е уствари што е тоа сепак една илустрација за многу други ситуации или девијации кои го имаат офатено општеството во целост. Тој феномен Палчо, например, ние сега го дискутираме вака сериозно, иако познат ни е, во јавноста го знаеме, но има понекоја грешка веројатно и ние самите сме виновни, можеби и како медиуми и како новинари, што често, значи, тоа е будалетинка као па сега не му обрнуваш внимание. А уствари ти таа будалетинка низ текот на времето тоа се претворило во чудовиште, кое конечно резултира со едно вакво ладокрвно убиство на 14 годишно девојче. И на еден постар човек, но она што се разбира фрапантно е смелоста или како сакаш наречи, ја не знам тоа како се нарекува, да извадиш пиштол и ладнокрвно да
упукаш дете. Смеам да бидам по-контраверзен во ставот од колку што ти почнуваш. Прво, целиот настан е навистина шокантен. Јас не бев во земјата која тоа се објавуваше и така натаму. Всушност бевме заедно во Естонија, да. И кога си малку уште тргнат од Македонија, целата ситуација, целиот тој настан е толку бизарен што всушност не можеш да сватиш што точно се случувало. Но да не заборавиме. Да, извини, па се обидувавме на црногорските колеги да им објасниме што се случило и не баш... да, иако доаѓаат да речеме од Балканот се, не се јапанци. Беше веста реално цела недела балканска, така, целата сторија и така натаму. Меѓутоа, истрагата е се уште во тек. Мислам дека ни обвиненија не се подигнати. Колку што е страшен настанот, толку мислам дека во македонската јавност се отиде сега во другата крајност. Значи, во таа прва недела од шокот на... Не само од шокот, туку една фейсбук култура на, како да кажем, на една маса која што бара веднаш одмазди, која што бара веднаш инстантна правда. Дури првиот ден по убиството веќе се покрена дебата дали треба смртна казна да се воведува повторно и така натаму. Мислам дека и онаја пресконференција на министерот Огир Спасовски не беше со потребната доза на дистанца на државна служба, службеник, висок политичар, кој што треба да има кон давање квалификации за тоа кои се тие, што се тие и што се случувало. Ние не знаеме точно целата приказна. Луѓето се прво навистина ми се чини за една рекордна ефикасно време се испоапсени. Реконструкцијата е објавена, но ќе видиме кои се деталите во тоа, бидејќи главно осумничениот уште не ни е испорачан ниту од Турција. Сакам да кажем дека колку што целата ситуација е шокантна околу настаните, бидејќи навистина е грозоморен целиот настан, толку отиде клапното во другата, да кажем, насока, каде што сега, како да кажем, новинари се бават со истраги. Па не само новинари, бидејќи е Палчо резултат на една структура подземна во Македонија, која што политичко безбедносна, тој не е единствениот, напротив, таа не престанува да работи барем 3 децени, јас и ти колку што ги следиме и така натаму. Се почна да се прават брифувања, почна да се прават авансирања на теми, почна да се додаваат политички бои, те опозицијата, те власта, од тоа почна да се прави се еден непристоен театар кој што за вакви настани мора да остане барем од страна на официјалната, па да кажем и на оваа, како да кажем, една средна публика да остане во рамките на правна држава. Тоа мене ми остави впечаток еден невкусен, имајќи предвид дека живееме во едно време кога не само во Македонија, ние гледаме секој ден има некако ваков грозоморен настан, па сакаш ли сега во Прага беше пред некој ден, сакаш ли, мислам, буквално секој ден. Не треба да дозволиме сега на тоа да одговараме со една општа хистерија, дури на ниво на официјалните истражни органи. Па кога реков, Сашо, јас фино што ти вака детали даде, кога реков дека илустрација за општи едни состојби и една девијантност во општеството, мислев и на институциите, пред се уствари на институциите. И сега ова што ти го зборуваш, се случува, што се разбира за осуда, со смртна казна, мислам, камон се смртна казна да бараме, сепак сме цивилизирано општество. Едно, второ, министерот со тој тип на изјави каде што апсолутно не почитува презумпција на невиност, исто така не дозволи. Тоа му е работа, мислам, без разлика политичката околу тоа. Например, тука имаш, јас согласувам дека, например, професионалците во МВР си одработија добро работата. Како да не, апсолутно. И тука не би требало да има политика при тоа, оваа власт или успеа или не успеа. Не, успеа некоја екипа на професионалци кои си ја завршиле работата. И треба на тие луѓе да им се честита без разлика. Ќе дојде и политичкиот кредит и за министерот, се разбира, бидејќи... Да, окей, добро, но од тоа нема зашто да се бега. Им се потрел на професионалци. Така е. Тоа е за поздравување, се разбира. Не сега да ти кажам, кога би имале здрави институции, прво Палчо не би се случил. Прво Палчо одамна ќе беше процесуиран во некаква... Процесуиран или што и да е. Палчо, ова е, види, градот е мал и ние добро се знаеме, јас тој лик го познавам. Сите ние, тој беше лик кој, како да кажам, учествувал, тој беше
да градската организација на СДС на Бранко Црвенковски му купуваше намештај за неговиот кабинет, така што профилот негов е многу добро познат. Он понатаму, он од самиот старт, ја сосема случајно знам по некои приватни линии, он 90-та година со измама почнува бизнис. 90-та. Насамарува еден човек во Белград, од кого зема улје некое, па потоа тој и никогаш не го плаќа, па човекот банкротира. Профилот е криминоген. И ти, не само што тој не е процесуиран, туку он беше на пат да гради и политичка кариера, те подсетам. Значи, он формираше таа партија десна, која се разбира, нели, национализам, националниот интерес и секогаш за тие квазипатриотски структури, обавезно, како по правило, барем кај нас, се крие криминал. Антизападна, како да кажам, модерна визија за тоа што треба, каде треба да има Македонија. Да речеме дека тоа, како да кажем, се во рамките на некаков политички избор кој што го избрале, го тераат и така напред. Тоа не ме скандализира, но дека е Палчо резултат повеќе деценијски, не е само тој. Види, еве ние сега овие денови разговараме, го гледав интервјуто на Владика од Бигорски манастир на 360, имаше една убава репортажа кој не подсетува, се извинувам, каде е овој Маријан од Доказ? Што се случи со тој предмет? Таму нели ги запленија телефоните кај што ќе се видеше кој се политичар давал материјали за оние ужасни, меѓу другото, ужасни, како да кажем, објави, навреди, кампањи против секого кој што бил политички таргет. И тој резултат, ја би рекол дека тоа е истата канцеларија у некој од тие службиве кои што се служби под служби, некакво подземје политичко, безбедносно политичко кое што функционира без разлика кој е на власт. Види, да е ВМРО министер, да е СДС министер. Тоа е автономна една структура. И некој не успеа да разбие. Сите овие Палчо, на пример, па сите знаевме дека Палчо игра со и има на располагање дел од прислушуваните разговори. На пример, па уценување, па неуценувањето. Истата шема да тоа е, дури не знам, може и соработувале они. Или по потреба адхок коалиција правеле со Маријан, на пример, Маријан Доказ. Јас стварно не ми е јасно што прави обвинителството, а поготово што јас разговарав со колешките Вурмо и Мулачка. Они двете во пријавата точно наведуваат по кој повод доаѓаат кај нив заканите. Значи тоа се за време на Данела, изборите кога они се обидуваат да откријат позадината на бизнисите на нејзиниот татко, тогаш добиваат закана, и вториот случај во врска со Орце Камчев. Текстот. Значи, разговара, тоа се чисти индиции кои ги соопштуваат жртвите. И сега да не се постапува по таа линија, не знам. Наместо ветувањата дека тоа ефикасно ќе се расчисти, дека тоа е еден канцер кој што метастазира. Види, дури знаеш како кога ќе го видиш овој Палчо, тоа не е само во границите Македонија. Тоа се такви слични служби по Србија, по Хрватски. Бидејќи него го приведува, го апсеа, тој има кој знае колку криминали, полукриминали по целиот Балкан. Во Хрватски има заглавено. Да ти кажам, не го држа во притвор, па го испрачува, не го испрачува, се вмешуваат веднаш тие структури, одеднаш он бидува ослободен, одеднаш он се. Значи тоа е една навистина една мрежа која што функционира со децении, во која што се вплеткани многумина кои што тоа мислат дека имаат некаков чар, од тоа потоа има екстензии кои што ја хистеризираат јавноста, бидејќи тоа се во принцип се, ајде да кажеме, една во политичка смисла една антизападна, сега веќе во последните години многу проруска, просрпска една цела констелација во политичка смисла. Така што стварно Палчо е целиот случај, ако се случи при крајот на годинава, пред тоа имаше сигурно и други случаи за кои може да се разговара, меѓутоа Палчо е една метастаза која што заслужува да ја одбележи оваа година, не во позитивна, во крајно негативна смисла, меѓутоа не верувам Боријан дека ќе ги извади тупите. Еве сега го чекаат да се врати. Таа институционална незрелост. Види, се заврши низ една, како кажам, катарза, ако така можем да наречем, еден бес кој се излеа на социјалните мрежи и потоа
идеме Мери Крисмас. Види, Не, стварно, нема... следуваат просто- избори, не се секирајќи, има втора епизода сега. Добро, Сега доаѓаат ама избори. пак- ама Ако го пак- испорачаат пред избори, Ама тоа пак ќе биде, да, шашма. дебатата ќе биде во контекст на тие политички комбинаторики. Она нема да биде во контекст на зацрстување на институциите во секој да поглед. биде. Сега ти кажам уште една информација, која може, мислам дека и не се знае. Кирката на Палчо уште пред многу години го има тужено за насилство. Собствениот татко. Па тој има повеќе тужби од колку Ама што не, можеш да замислиш. Значи, тоа... И тогаш не се реагирало. Он е претпоставам. забележан буквално од секоја институција, а никаде не е поврзано и никогаш не е ништо направено во таа целата приказка. И потоа ова ескалира во еден Да ќе ужасен ескалира, настан, за чии детали ќе видиме што точно се случува. да, не, Јас се ја- уште не не видим. разбирам што била целта на таа на ова свирепо убиство. Не може, тоа не сега Ја се мислам да воздржувам да зошто донесам детето заклучок го убиваш? кој кого убивал, Не. пошто тоа ќе видиме истрагата сепак и тоа ќе го утврди, можно е да има тука и лажни истории, сведочења. И ќе види сега сите тие што се уапсени гледаат да си ја спасат кожата, претпоставувам. Меѓутоа еден след на околности кои што се плашам, Боријан, дека нема да се расплете, дека тие канцеларии кои што стојат позади овој тип на кадри, на операции, политичко, подземни, криминални, ќе си продолжат со работа да ја трујат јавноста, без разлика кој е на власт, без разлика кој е и во самото Министерство за внатрешни, бидејќи тие потекнуваат главно од тие служби, особено тајните служби. Значи ветерот во едра на Палчо доаѓа од еден лик од Министерството за внатрешни работи во раните 90-ти години, од една доста обскурна структура во Министерството за внатрешни работи, но сега да не навлегуваме во тоа. Инаку сашо да се, ако дозволиш да се надоврзам и на друга тема која разговаравме. Се ова се случи, таа институционална незрелост, која меѓу другото е проблем и во ова целосна неефикасност во борбата против корупцијата. Например. И сето тоа се случува во еден страшно сериозен геополитички контекст. Кога Македонија некако се наоѓа на линијата на огнот од Будимпешта преку Белград во обид да се пробие кон Скопје. И затоа мислам дека важен настан се изборите во Србија. Сега ако можам добро да сватам што се случува таму, практично се отвара фронтот меѓу Западот и Русија, односно Русија се обидува. Никогаш ни не го затворија се. Никогаш, го мислам одржува дека намерно. мислам дека ескалира. Сега оди кон ескалација. И сега ќе видиме, мислам тешко е да се предвиди како тоа ќе функционира, но таа една проорбана, авторитарна тенденција, антизападна со Русија, а као ние сме за Европска Унија и НАТО, мислам дека има една јасна тенденција да се спушта кон Скопје, што е загрижувачки. Особено во пресед на изборите. Во пресед на изборите и поради фактот што сме членка на НАТО. Србија и не е членка на НАТО. Па да речеме тие незини екскурзии можат и некако да се толерираат. Македонија е членка на НАТО, односно е дел од системот на НАТО низ кој кружи се, случително и најсензитивни информации. Тука како ќе се што ќе се случува како ќе се развива таа ситуација, стварно е тешко да се претпостави, но она што е очигледно е дека на Русија е многу значајно по отварањето на сега не знам колку беа вмешани таму, но нели одма го поздравија они Хамас и нормално аплаудираат се тоа што се случува таму. Од исклучителна важност и да на Балканот да дигнат тензија. Тоа би било Политиката на Русија од секогаш после распадот од Советскиот сојуз била да се држи една конфликтна, нестабилна состојба на Балканот. Тие немаат поголеми амбиции од тоа. Значи, јас не мислам, дури во изминатите 30 години, дека тие би поддржале некакви дури конфликти, воени, вооружени и така натаму. Да, секогаш биле
на располагање за да тоа дојде до едно кресчендо, а потоа да почне Западот да го смирува и така натаму, бидејќи тоа одвлекува големи западни ресурси, а за русите исклучително ефтина операција. Да. Така што, знаеш како, го гледам председателот на Црногорскиот парламент седи на пресконференцијата на Вучич во Белград после изборите. И тоа како лепаш за плакати, овој не го представува. Воопшто не го представува, као нормално додик од една страна и председател. Во таа констелација мислам дека Русија дури и не е многу загрижена за членството на Македонија во НАТО и на Црна Гора, бидејќи гледаат дека е тоа можност да две членки на НАТО ги дестабилизираат и не се само тие. И ги задржат под влијание на Вучич. И ги задржат по влијание на Вучич, зашто ние сме отворени 24 сати нон-стоп и како политика и како општество. Дело тоа има историски позадини, се разбира, дело тоа е разбитливо, а дело тоа е прифатливо, не е ништо спорно. Не историски позадини, ја препорачувам книгата на Владо Поповски за улогата на руската дипломатија во однос на македонското прашање. Да. Тоа се архивски документи кои што од царска Русија кои професорот ги има одлично склопено, мислам, и таму има една јасна тенденцијата македонското прашање, македонците не постојат, тоа се е во рамките на Србија, па играат малку и со бугарите, ама ние не постоиме како. Иако го дискутираме регионот, се уште сме внатрешно политички. Бидејќи мислам дека втората голема тема што одбележа оваа мината 23-та година е сепак ова неуспешно одење кон Европската унија. Бидејќи заглавени сме во една ситуација кога од нас се бараат работи кои што мнозинството етнички македонци не сакаат да ги поддржат. На тоа главната опозицијска партија, можеби со право, во некаков, како кажам, интерес за доаѓање на власт користи многу од тој сентимент, го поттикнува. Можеби е дури идеологија во прашање таму. Реално има политичари кои што мислат дека не треба сме дел од Европската унија. Дојде до едно, како да кажем, забрзување на целата работа после вмешувањето на американците последниве 2-3 месеци од годинава, со оние изјави на Джим О'Брајан дека не би купил ни стар автомобил. Таа изјава сакам таа изјава што ми направи впечаток за цела година, да. Го гледав Мицковски на интервјуто кај Васко Попетрески на 360, едно одлично интервју. Знаеш како, Мицковски ни денеска, дури на експлицитно прашање на Васко, добро се согласувате дека кога падна Груевски, дека ако ништо друго барем по-демократска атмосферата, се прават демократски избори во медиумите, бидејќи Мицковски оваа година има дадено веројатно едно 78 интервјуа. За разлика од било кој опозиционер кој нема дадено ни 7 интервјуа за 10 години од Мицковски ни тоа не го препозна. Вика не, ја не би се согласил со тоа. Сакам да кажем една комплетно отфрлање на можноста Македонија демократски да дебатира за овие работи, се чувствуваат исклучително политички загрозени, не прифаќаат притисок и главната поента она што и го кажа Джим О'Брајан. Тој се уште не соопштуваш како он мисли да ги решава клучните прашања врзани за позицијата на Македонија. Ќе ви го кажеме тоа кој ќе дојдеме на власт. Ова со уставните промени, инаку го погодишме дека нема да биде, тоа не ни рековме уште во на пролет кога беше тоа. Беше за жал. Ја што не су до мене, мислам, тие уставни амандмани се разбира, има тука едно недоразбирање во јавноста, као некој сака тие да се случат. Сега може ние да влеземе во генеза на тој проблем со бугарите, па да заклучиме дека барањето на Бугарија е резултат на подолг временски период игнорирање на тој проблем. Но, нели, тоа е сега друга работа. Тие уставни амандмани, мислам дека се внесени сега нешто како онаа ситуација која имавме во Букурешт со името. Решите го името, влегувате во автоматски, влегувате во НАТО, сега амандманите да се случат автоматски почнуваат преговори. Не, сега ти кажам, ова што го зборував за таа отварање на таа линија на огнот во средината на Балканот, по таа линија Букурешт, Бања Лука, Белград, со тенденција да продре кон Скопје, уставните амандмани, недонесувањето ја одржуваат и понатаму таа неизвестност кај нас. Односно, Македонија прават плодна почва за
тој тип на мешетарења. Па тоа е ова што го разговараме, Борјан, тоа е оваа нестабилност која во крај негде одговара на рускиот фактор. Да. Во регионот, па и на И сега континентот. тука не се разбираме ние као Не се разбираме ние одлично. Предавници сакаат устав. Не, види, проблемот е ја сакаме сите Македонија, и мислам тоа е стварно глупа дебата, ама многу добро. Прашањето е дајте да разговараме како да ја спасиме во едно исклучително бурни времиња. И Естонија ти ја споменам, страшен печаток ми остави во Естонија таа нивна, просто тоа немаше никој нема поделба во нивната јавност околу тоа. Таа свесност дека мала држава, мал народ кој бил изложен низ историјата наназад на разноразни малтретирања 42 окупации во последните од големите сили, таа свесност за потребата да се биде дел од ЕУ и НАТО. Што кај нас малку се зема као мислам гледам луѓето као шал, као сега НАТО сме, као нема везе, па да не бевме НАТО. Во оваа ситуација јас не сум сигурен како ќе се одвива работите кај нас, така што знаеш, во таа смисла и таа Европска унија не чини Европска унија. Знаеме дека не чини Европска унија. Европска унија е во сериозна криза. По X прашања. Но не е начин. На крајот кризата јас ја следам Европска унија. Европска унија стално имала кризи и на крај таа е една диалектика, она паѓа, па станува и така натаму. И сега тоа и се случува. Но важно е да се види, тоа естонците така им е врежано во главата и мислам дека тоа они не помислуваат со тоа нешто да се шегуваат или да направат компромис. А ги имаат истите паталци се како и ние, територија, број на население, тешка историја, но една свесност за тоа како нивната нација, негирање исто така, на нивниот идентитет, како нивната нација конечно го нашле сидрото од кое можат да својот идентитет го заврзат и го афирмираат на еден глобален план. А при тоа на естонскиот пример, каде што бевме 5-6 дена во текот на почетокот на декември, при тоа таму може, како кажем, екзактно да се докаже кој е успехот и која е користа од членувањето во овие. Значи најекзактно бидејќи естонците тргнаа пред 30 години беа далеко подолго од нас. Сега се тие ми се чини негде како 3 пати побогати од нас. 3 пати. Не, по секое како да кажам, да не зборам за други работи, исто така. Зрелоста на институциите, разбира се, од корупција тргни до медиуми, слободи и така натаму со исто така комплексни проблеми, бидејќи таму се уште има едно големо јазично малцинство кое што говори руски, тие немаат немаат позиции за етнички малцинства, но сакам да кажам една се уште комплексна ситуација која што поинаку ја решаваат во една широка рамка на членување во Европското и НАТО. И тоа е ова што ние, Борјан, бидејќи ќе правиме 2 пати неделно идната година, доаѓаат избори, нема што, ќе мора овие сите работи да ги дискутираме, бидејќи се плашам дека ги гледам овие рейтинзи на кои сите се повикуваат, во кои што ВМРО на вистина стои многу високо и така натаму, и повторно сите забораваат да кажат дека таму има еден огромен процент на луѓе што молчат. Значи, овие рейтинзи овие високи рейтинзи на ВМРО и ниски рейтинзи на СДСМ, како и да ги погледаш. Едниот имаат пониски, дури и во нивните истражувања, другите повисоки. Не, очигледна е разликата. Да речеме негдека на нешто малку повеќе од половина од гласачкото население. Очигледна е разликата. Другата половина си молчи. Молчи, да, и мислам дека јас разбирам другата половина е стварно збунета и па тоа сакам да кажам, тоа се месеците што доаѓаат. Ќе мора да заземат став луѓето, бидејќи не е изборот сеедно. Изборот е сепак мора да биде, ако ништо друго, со една поголема излазност да знаеме што иднина е одбрана легитимно на слободни избори. А и тоа прашање, мислам, таа отсуство на иницијативност кај нас, по било кое прашање може тоа да го спуштиме на најниско ниво на вака прости, мислам, услуги во секојдневието. Ти очигледно има една потреба од
артикулација некоја политичка која е поинаква од она што го знаеме во овие 30 години. За жал, нема ни една сериозна иницијатива не се Барем не до се сега проведе. што ги гледам. Да. Не, има неколку например, сериозни, ама се со Бугарија, оваа екипа на на Петков го препозна тој геп, таа празнина во на политичката Бугарското општество, сцена да. и понудија некоја опција и нова. после 5-6-7 избори колку Па ги добро, има. окей, еве ги на власт, само власт. окей. И при Тој тоа на крај една- писата и во Црна Гора тоа се случи. Така е, да. За, Добро, знаеш, новите опции кај нас не е дека ги нема, има 2-3, сега не знам дали е левица нова опција, дали е Па добро, Максим не е левица, веќе од до. Максим е секако Да. нова опција и така натаму, меѓутоа таму нема понуда која што е битно различно од ова што сме го гледали. Нема модерна понуда. Нема модерна понуда. Таму тоа има е, се да. истрпува на 2-3 теми, едното е ние неќеме под притисок. Популистички во главно. Главно се популистички. Да. Борба против криминал, да, и тоа е важно прашање, но тоа се популистички теми. Нема визија во која што ти можеш да видиш каде оди државата и каде оди општеството за наредните. Ова е една рововска битка која што е преплавена со секојдневни само навреди, само не знам 10 пресконференции на луѓето и меѓу тоа се овие 50% кои што можат, бидејќи претпоставам дека на голем дел, може и на поголем дел од општеството веќе му е преку глава од овој тип на знаеш како едно селење на Facebook во јавните дебати во една нормална политичка ситуација би било недозволиво. Па не, Тоа е една бе, хистерија која што гледај го, функционира да. на некакви виртуелни мрежи, меѓутоа во реалноста Падот на ситуацијата рейтингот на треба да тој е тип на поинаку. емисии кај што Да, се да. рециклираат Се тоа, па отиде тоа, на- да, веќе не го гледаат луѓето. Борјан, се ова што го дискутираме на крајот не води во една многу лоша година во европската па и светската историја. Ова 23-та година е година во која што веројатно има најмногу мртви во воени конфликти, не само затоа што продолжи она ужасна трагедија после инвазијата на Русија на Украина, туку што затоа што се случува практично. Секоја недела имавме, особено при крајот на година, по некое грдо изненадување во таа смисла, да не ги спомнувам афричките пучеви, 5-7 држави таму и така натаму. Да. Знаеш дека јас минатата година, оваа година работев во Африка. Дури требаше и ангажман, разговаравме за евентуално за Либерија. Либерија е баш на како да кажем, на крајот од тој синџир на разноразни Ќе се јави специјален известувач да, некој од кудета. Бодровија, добро, и уште Уште се случуваат, Меѓутоа ова ужасна состојба со Израел, но ја би сакал да поразговараме малку за една друга наводно релативно помала криза, ова што се случи со Нагорно Карабах. Бидејќи мислам дека тоа е една неверојатно поучна приказна, ако воопшто треба поука за тие работи, бидејќи не знам дали има нешто ново од тоа што не сме навикнали да го гледаме. Меѓутоа, она што се случи во септември во Нагорно Карабах, значи една провинција која што постои во рамките на Азербејџан, а е тесно врзана со жители кои што се ерменци и така натаму, во еден регион кој што се наоѓа помеѓу Каспиското и Црното море. И сега тука имаше една концентрација на постсоветски држави, меѓу кои се разбира Азербејџан, Арменија, Грузија и така натаму. Тука е соседите се Турција, Иран, Русија, значи еден комплексен регион, историски комплексен. Немаме време, нити има потреба да одиме далеку во историјата, меѓутоа ерменците се една многу долговековна нација, напатени и така натаму. Уште од они беа едно од најразвиените, да кажам, провинции вон Римското царство, на исток од Римското царство, значи говориме за погроми имаат доживеано страшни, така е, 19-20 век, страшни погроми, со сите распади на империите они биле прогонувани и така натаму. Денеска Арменија е една држава од негде околу 3 милиони луѓе, таа е отприлike малку поголема територијално од Македонија. На другата страна е Азербејџан, кој што е 3 пати поголем. Тоа е 10 милионска држава и по територија отприлike 3 пати поголема, плюс има една енклава. Сега, што се случува? Да, сакам да кажам, баш тоа ми е, пази. Азербејџан е една од главните
кај што се разбира, владе семејството Алиеве, бидејќи сегашниот претседател премиер, зависи како, што е Што во по моментот, потреба, да. по потреба, тој иначе наследникот пред 20 години татко му беше пред тоа председател и така натаму. Меѓутоа, тоа е една држава која што практично со како да кажам, од другата страна со Таџикистан и они се на главното врело на огромните резерви на нафта и на газ во Каспиското море. Откако пред 10 на 15 години веќе, ако мислам дека 2007-2008 беше, треба да проверам, откако го направија оној нафтовод кој што трга од Баку, па оди кон Грузија преку Тбилиси до Чејхан, на Медитеранот, значи до пристаништето Турско, нејзината и потоа тука има и подводни гасови и така натаму, нели целиот развој, е исклучително геополитички страшно значајно. Затоа што ние седиме во Македонија и мислиме дека ние сме овдека центарот на светот. Неќе ми да влезем во ова во Израел што се случува, бидејќи таа тема е толку истретирана. Но, што ми е поентата околу Нагорно Карабах? Која поента ја фатија веднаш во лети Вучич, а и Путин на последното, тоа е неговата стратегија всушност. Значи, да не одиме сега во структурните проблеми зашто се случува Нагорно Карабах, кој таму што правел, има во 2020 година голем конфликт со многу илјади мртви во последниот век, значи они од како што се самостојува 90-та, многу, таму има илјадници изгинато и на едната и на другата страна и така натаму. Епизоди на војна. Со посредство на русите постигна еден мир во 20-та година и така, кој што сега тоа сето заврши. Што покажа целата таа, би рекол, па можда е веќе и завршена историја, бидејќи Нагорно Карабах е сега дел од Азербејџан, не е веќе независна провинција. Од 1 јануари престануваат, следнава година престануваат да важат и тие независни институции кои што Ерменија ги поддржуваше. Главно тие, таму имаше негде околу 120.000 ерменци, мислам дека на крајот беа и не цели 100.000, околу 80 до 100.000, тоа е сега 80% раселено, отерано во Ерменија. Прашање колку илјади ерменци има сега веќе во Нагорно Карабах, кои инаку ерменците го чистеа од азербејџанци пред некои децении и така натаму. Како значи, азербејџанците искористија прилика и нивната геополитичка позиција да... Тоа е поентата. Што е поуката од ова? Ако си доволно трпелив и ако чекаш, ќе ти дојде шансата во еден историски момент да остари својата геостратегиска интерес и иницијатива како што тоа го направи Азербејџан. На тоа Вучич знае што рече во врска со Косово, ние од тоа треба да учиме. Да. Ние колку 30 години имаме проблем со Косово? Добро, ќе причекаме уште 30 години. Или уште 3 години, или уште 13 години. Тоа е ова што го прави Путин во Украина. Он вика, слушај, бидејќи ја не сум демократска држава, немам никаков притисок од внатре во врска со тоа колку руси гинат и така натаму. Ја имам доволно луѓе да истоварам таму, да гинат. Оваа година ако не, ќе причекаме следната година ако не, па ќе причекаме 26-та. Ние имаме доволно луѓе да изгинат за да ја поробиме. Сега он го чека исходот на изборите. Се разбира. Тоа е сега таа геополитика, геостратегија која што и да се улета во тоа. Меѓутоа е многу поучна оваа Нагорно Карабахска епизода, бидејќи знаеш како се случи за 2-3 недели ја снема од радарот на светските медиуми. Избувна ова во Израел, кој што е една огромна. Види, и Израел истото тоа го прави на едно многу пострашно ниво. Израел е влезен во расчистување, мисли дека сега му е шанса да го расчисти тој проблем, бидејќи позицијата за две држави, бидејќи историските преговори и така натаму тоа. Сега екипата во Израел која влада една крајна десница. Да, мене ме постојано фрапира во толку краток период они се напад да го уништат целиот кредит што како нација го имаат од Холокаустот. Па јас мислам дека тоа веќе толку размишено што они ќе треба апсолутно да се види суд за војни злосторства, бидејќи тоа е веќе. Горијан, ние разговараме, таму е после оној страшен инцидент и оној напад што им го направи Хамас со навистина ужасен. Со цел да го минира еврејско-арапскиот. Мислам дека на нашата публика им се јасни тие околности. Проблемот е што сега кога јас и ти разговараме имаме негде околу веројатно нешто над 20.000 убиени палестинци, цивили, и имаме веројатно негде, барем по ние што ги читам статистика, околу 50.000 ранети, од кои што веројатно добар дел никогаш нема да се поврати. Раселени,
комплетно, разрушено комплетно. И пази се, секој Огромна едно криза. дете кој е таму ова го Така е. живее овој хорор кој се случува во Газа, ти го регрутираш за Хамас. И порадикален Хамас 2.0 Да, верзија да добиеш. Да, да. Но Но вистина е една страшна ситуација во која што не знам како понатаму ќе се развива, но очигледно е дека и најтолерантните, види, во Германија на пример има посебен закон за тоа како смееш да го спомнуваш Холокаустот. И во Германија следуваат и затворски казни ако Холокаустот Ако, го да, взимаш да го споредуваш со некои други работи. Тоа сега беше си играш значи, играчки со Холокаустот, доста е ригидно тоа, да. Нели, Да. ја има таа улога кој што има за време на Втората светска војна и пред неа, се разбира, еден страшен 7-8 милиони еври, нели, они имаат закон за тоа. Дури и таму веќе почнува јавната дебата дека и покрај тој закон, и покрај таа цврста позиција, главно на 90%, вклучувајќи ги и зелени, и, како да ти кажам, и крајна левица, крајна десница и така натаму, сите они имаат, не баш сите, ама да речеме дека најголем дел од нив имаат апсолутно една поддршка за Израел, дури и на ниво на рационалност, понекогаш и рационална, бидејќи ова што се случува е Да, не можеш да го непријатно ни да не можеш да го браниш не во брани, било не каква се брани, рационална да. позиција, не се брани. Па што остана за другите? Значи, големите европски јавности во светот, да не кажам арапскиот свет, да се скандализирани од сето ова, а не се гледа крајот на повидок. Ова ќе трае како и кризава во Украина, како и разноразни замрзнати конфликти. Ова ќе трае уште кој знае колку израелците најавуваат дека уште месеци ќе ја водат таа. Они очигледно не се она што И што е изненадува сега што се уште не стратегија? е станал тој конфликт регионален. Па еве го, на работот тоа сме. Да, Додека јас и ти разговараме, веќе одат соопштенија за Хезбола, за предупредување на Иран, веќе се напаѓаат бродови во тие сите премини таму, ормудски, вакви, такви. Веќе се вклучени разноразни значи, всушност изненадувањето што тоа не е прераснато во регионална криза. Него со ова темпо, ја не знам како уопшто тоа воопшто може да се избегне. И реку се што следат избори во тоа ќе разговараме се разбира европски во мај, но она што во 23-та се случува во Европа е стварно загрижувачки, тој пораст на популизмот. Особено оваа победа на Вилдерс во Холандија. Знаеш зашто се смејам, Борјан? Затоа што тој мобе сме го правеле и апарте вон или така. Види, Македонија е мала земја и она не може да се земе како никаков ни теориски ни практички пример за ништо. Ма ние сето тога поминавме со Груевски. Ова што го прави сега Вучич, ова што го прави Вилдер, сега па ние тоа како кажем го дипломиравме. Они сега овој се буни и го напаѓа тоа шарените, ало. Па мислам медиуми ли сакаш ли тајни служби, прислушувања, па ние тоа списоци бирачки. Не, види. Носење, се носат само не име отпуштици, овие ги носат од Република Српска. Беше и полош од Вучич, да се разбереме. Добро, не сме открили се уште што се Вучич прави. Да, има онда И сега ги гледам сите овие истории, знаеш, одеднаш европски јавности изненадани, па разноразни теоретични. Ало, ова е приказната од пред 10-15 години овдека. Тоа е темплетот. Темплетот е тој. Орбан, па како па ние Орбан го имавме една мала шишенце, додуше шишенцето се стои во аптеката на Орбан во Будипешта. Сето овдека пробан. Го гледам Мицковски исто колку е фасциниран од Орбан. Он дури сам кажа дека нели Будимпешта беше дека тоа како треба избори, не знам, модел на владење, таму е школата, сега. Би се, значи најава е тој тип на ако стварно е он толку. Сега мене ме интересира таа негова позиција во рамките на ИПП, бидејќи он е во ИПП, Еропската народна партија, ВМРО-ДПМН, а Орбан е избркан од таму. И се обидува да произведе една друга структура политичка на европската сцена, а Мицковски некако на ќе си продолжат да се седат на две столчиња ич да не се киреш, ќе си бидат и во ИПП, ќе си ја поддржуваат и Орбан. Малку им потврди
италијанскава премиерка, бидејќи испадна дека не се баш така фашисти како што они очекуваа дека ќе добиат од таму ветер во едрата и така. Има и неколку други потврлања во рамките на ова, но мојот впечаток, Боријан, дека сепак позицијата на Орбан станува се послаба. Види, прво, и со овие последни настани околу Украина. Неговата паника, на пример, околу тие 10 милиарди евра кои ги доби сега, он ти во Европскиот совет да ставаш вето на онај одлука за Украина, старт на преговори, мислам, тоа ќе го чини допрва. Да. Знаеш, тоа се крупни залаци. Не само толку и срамно да го избркаат од целата да оди да пие кафе за да поминат некои работи. Од кои знаеш, некои држави тоа чини, но он се реши на тоа затоа што тие 10 милиарди очајно му треба. Боријан, сите тие чекаат, вклучувајќи ги овие нашиве, Трамп да победи во Америка. Да. Доколку тоа се случи, а шансите не се мали, иако е тоа исклучително комплексно, види, година дена од сега ќе бидат изборите во Америка и тоа е период во кој што се може. Знаеш како е, имаше еден политичар што прашуваше колку има уште до избори, па вика еден викенд. Уште цел викенд имаме. Нема гајде. За еден викенд. Но сите тие се во очекување дека главниот светилник, чие што светло иначе ослабено неверојатно во светот за демократијата, тоа се сепак Соединетите, најстарата демократија во светот, дека ќе се згаси. И потоа во тоа темница Путин и Орбан и овдешни наши разноразни политичарчиња, дека сите ќе гледаат ако може додека не се упали ново светло да се прередат. Па Вучич така го гледа решението со она што го правеше со оној Гренел пратен што беше од Трамп за косовското прашање, тоа беше скоро беа дојдени до тоа решение со територија, со поделба на па пропадна тој план на крајот. Пропадна затоа што Трамп замина, затоа што Трамп замина и се вмеша други европски фактори и рекоа дека тоа би било преседан кој што ќе се одрази. Има еден пораст на популизмот и веројатно другата година ќе биде битна што ќе се случи на европските избори. Сега гледам по мерењата на јавното мислење, се уште овие, да речеме, Европската народна партија, социјалистите, социјалдемократите, либералите и зелените, се уште две третини држат според овие мерења, но тоа до мај исто така се што може да се случи и да изненади. Впрочем, Вилдерс така изненади. Еви ги АФД во Германија, го освоиле Дрезден. Така е, да, видов тоа вчера или завчера кога бе изборите и така. Ама знаеш што еве земи го Вилдерс, тоа ти е типична, знаеш како они водат пропаганда со десна рага, кои ќе дојдат свират виолина со лева рака. Вилдерс почнува да се повлекува од низа позиции што ги имаше радикални, крајно десничарски, откако влезе сега да се поведе да прави. Во тие системи не можеш ти да го направиш ломот кој што би можел во системи како нашиот. Кои што се на све нешто на стаклени нозе. Таму сепак имаш институции кои ти не можеш да доеш исто лом да направиш околу тоа. Трамп проба, но многу малце успеа он во пак го извадија муабетот длабока држава, не знам што она глупости. Мислам, не, тоа се институции кои се поставени, кои има една култура институционална која е посветена на слобода, на демократија, на Има една реминисценција која што мислам дека може да се поврзи со овие наши ситуации во известна смисла, не до крај така натаму. Има една да се навратам апропо Трамп и така натаму, ќе видиме што се случува, меѓутоа де факто владењето на Бајден, за кој јас и ти веднаш ќе се согласиме, претпоставам дека е престар, дека сме исто така и ние изненадени на тие години да се кандидираш и така натаму, но има една хистерична атмосфера и во Америка која е наметната низ еден многу организиран систем на овие десничарски поларизација, страшна. А погледај ги статистиките што велат за денешната состојба во Соединетите Американски држави. Сакам да ти кажам, ова се статистики после 2 години владење на Бајден. Не беа такви статистиките, некој од нив дури ни да речеме. Па вика вака, во 90-та година GDP-то на американците било 17% поголемо од јапанското и 24% поголемо од Западна Европа. Денеска е 54 и 32%. Значи дуплирани се колку е Америка побогата од пред 30 години. Економијата американска во 2008 година беше отприлика колку е еврозоната поголемина. Денеска е речиси дупло поголема. Пази, ова разговараме за една деценија и пол, не разговараме за векови.
9 од 10 највредни фирми во светот се американски денеска. 9 од 10. Во 89 година беа само 4 од 10. Значи ти кажам како до тој напредок. Македонија, се извинувам, американците во индустријска смисла, читам па затоа значи, главните технологии се уште се произведуваат во Соединетите Американски држави, главните артифицијални интелигенции истражувањата се уште, така е. Таму е, тоа европејците. Значи, овдека не ни додавам споредбата со Кина, не ни додавам споредбата со безбедносните и воените капацитети на Америка, бидејќи се тие толку супериорни што сите заедно не се над. Сите заедно се и парадоксот е што повторно во Америка имаше една атмосфера која го оспорува тој систем кој го има донесено тој резултат. Па тоа сакам да ти кажам. И повторно имаше едно множество кој вика не. Па тоа како во Македонија што го види. Ти што и да направиш во Македонија? Не, види, знаеш. Сега, не знам, бил германскиот претседател зборел со собранието говор кој ќе остане за историја, ќе се цитира можда по 50 години, која ќе докажува можда. Абе види, добро, да, ама знаеш, зошто не кажа у таа реченицата запирка и ова? Да. Знаеш, едно сирџество, едно седење од страна, гледање, кој ќе ги видиш колку се зголемени плати, просечни, пензии колку се зголемени. Пази, во кризни години, мислам, види, реално... Од 200 на 500 евро, добро, имаше инфлација сега тука. Добро, ама види, инфлација као светски феномен. Башка ние немаме аргентински инфлации, на крајот инфлациите ги смируваме. Второ, види, го гледам овој Ковачевски, па и Заев пред него. Види, навистина многу тешки години. 3 години пандемии, економска криза, инфлацијски кризи, енергетски кризи. Украина, војни Украина, што да кажам, значи затегања, при тоа нешто катастрофа. Па тие имаат, знаеш што е мандатот на Груевски споредно со в детска градинка. Не знам како да кажам, има кризата финансиска на 2008 година и релативно добро ја искендла, тогаш веројатно оној Ставревски и самиот Груевски така, но ни една сериозна од овој вид на некаква, како да кажам, криза која што и тоа и седат сега мнозинството од луѓето и по фејсбуци, по кафене. И таа во суштина, види, тргнав од американската една психоза која што таму постои, бидејќи според мерењата на јавното мислење, како што е, например, случај во Британија, како што и во Западна Европа, има голем дел од јавноста, не би рекол можда мнозинството, но голем дел од јавноста кој мисли дека општествата се веќе дисфункционални и кои што се разочарани заради тоа од демократијата. И кои што заради тоа бараат друг модел на владење, бидејќи мислат, а кога фактички ќе ги споредиш податоците, нема споредба. Податоците се вакви, расположението е вакво. Анти-естаблишмент, тоа као се ништо не чини се. Ништо не чини, мислам, има многу работи што не чинат, да не бидеме погрешно сватење. Мислам, тие оние дечки таму, кои да се во МВР што работеле, па некој требаше да им рече, па браво, не Оливер, они им рекоа браво, да. Да, мислам, тоа е што... Туку при крај сме да направиме вака, сакаш печатоци да споделиме од текот на годината на поедини, што знам, изјави, настани. Слушај, ти кажам... За мене, например, највпечатлива изјавата на, ти го спомнео Брајан, јас во 30 години, колку што се бавам со новинарство, и јас, слушале да Милошевиќ, Западот, како, нели кога го... Но таква груба изјава, јас неам слушнато. Да, тоа беше навистина. Дури, мислам, најшто ми направи впечаток што воопшто немаше дебата во јавноста за неа, бидејќи она заслужува внимание. Ти не ја добиваш од некој од Африка. Види, господин Мицкоски во интервјуто кај Васко Попетрески. Васко го прашува, бидејќи Васко е еден фасинантен. Па му вика Мирче, не вика тај изјава, викам ја злоупотребивте, ја ставивте у погрешен контекст, мислам. Ама не, сега да кажам што таа изјава добрва, ќе видиме кој таа не е дадена случајно. Морам да ти кажам дека на Мирче. Да, морам да ти кажам дека не сум сигурен во крајна линија, ако смеам така да кажам и од една мала дистанца, што е точно успехот на американската политика на Балканот па и во Македонија. Бидејќи го гледам ова додворување во Србија на Вучич кој трае со години. Поради што имаат во самиот департмент поделби, но сакам да кажам, види, ние потрошивме години заради американското додворување кон Груевски. Ние години, а тој само радикализираше. Второ, тој тип на лидери како што се Додици, Вучич и Груевски и така, тие јасно им кажуваат не.
Нема таму погрешна изјава која што некој рекол ние ова ќе направиме, а после се погреши. така, Вика ние ова не го правиме. Да. Мислам погледај ги последните изјави така. Хилво Белград упорно Во чека таа овој да смисла го реши не сум сигурен ни американска, мислам сигурен сум, знам дека нивната идеја за Македонија е најпозитивна и најпромакедонска. Меѓутоа со некои настани што овдека се случуваат, со одредени толерирања, со одредени како кажам нагласување некои, ние сме сепка земја на 3-4 месеци до избори. Во која што ситуацијата е таква каква што е и во која што се продолжи овој тренд на една разочараност, како да кажам, ништо чудно да овие анкети, ако останат 50% од луѓето повторно дома, ништо чудно овие анкети да ни донесат, види, во Македонија не е добро никој да владее со големи мнозинства. Македонскиот политички модел преживува бидејќи е составен на принципот на коалиција. Со големи мнозинства ние знаеме две епизоди Груевски, Бранко Црвенковски. Значи кога и да сме имале гасат демократија, гаси светло. Тогаш се гаси светло и потоа го оправаме со години. Така што не е работата да си ти против ВМРО или против СДС, не е добро ни една партија да победи со супериорни. Па еве погледај што се случи со супериорната победа на СДСМ на локалните избори пред овие локални избори. Па сега изгубија 9-0 на последните локални избори. Сакам да кажам, значи, нашиот принцип на функционирање како Македонија е секогаш во принцип на баланс, компромиси, во принцип на коалиции, во кој што никој не може да биде премногу радикален, во кој што никој не може да биде премногу наметлив кон другите, бидејќи се покажало во последните 30 години, кога и да сме имале некаква посуприорна партија, секогаш тоа завршува на крајот лошо. Со сите девијации што можеш да ги замислиш. Ја не го кажав кој е мојот избор на Настан. Ајде. Не од Изјава политика. Настан што сакаш. Слушај, така добро сум си поминал на концертот на Нокаут и Брейк. Они направија серија, ги распродадоа концертиве. Па со Брейк и Пере не можеш да не си помниш добро. Иначе не знам да го знаеш, Брейк се вика Дарко Гелев. Ние чисто пиеме кафе, аз тоа, како се викаше? Да, Дарко. Да, Дарко. А вика, познат пејач види фото, бидејќи го Крстос Марки. Дарко Гелев, Брейк, така. Види, знаеш како, да дојдеш во таа, при тоа види, Брейк не е пејач кој што одржава естрада 12 месеци во годината, има и такви кои што живеат од тоа професионалци. Брейк е сепак медиски магнат. Френк Синатра на музичката македонска сцена. Така е, знаеш како, цела сала му ги пее песни. Да. Цела сала, што вика бе пријател, на крај на концертот не може да влажен подот вика од разноразни. Познат пејач, види фотос. Сме си поминале перфектно, многу ми е драго, распродадоа 4-5 концерти. Сега го убедуваме да почне да пее по отварање на автосалони, салони за бебел. Види, има регионална, има една ситуација, може и Косово да биде тука, Јужна Србија. Добро, мало. Но да висте одлично се поминав. Инаку мислам, Боријан, дека бидејќи почнуваме нова сезона и тоа да го соопштиме и на овие кои што ние сериозно ќе се позанимаваме во новава сезона на Политиканти и со издавање на книги овдека рецентни. Треба да театарски представи, добри филмови и така натаму, ќе внесеме и еден таков елемент да не биде само политика. И во врска со тоа сакам да обрнам внимание книга која за жал не е на македонски објавена, Александар Матовски. На англиски објавена. Сега прво кој е Александар Матовски да објасниме, бидејќи луѓето може и да не знаат. Па сега, добро, немаме време. Александар Матовски иначе може би треба да третираме, да посветиме поголем дел за самата книга, популарноста на диктаторските режими му е имено за ова за што говоревме, што предизвика сериозно внимание во светската јавност. И за кај нас просто нема никој интерес да го преведе, да го приопшти на македонската јавност. Наш човек е сега македонци. Книгата му се бави со режимот на Путин, таа излезе па не само, точно така е, таа излезе точно пред да се случи украинската катастрофа и така натаму. Он е експерт за бидејќи тој денеска предава на една од војните академии, мислам оваа Навал Морнаичката академија во Вашингтон, ако не се лажам.
не сум чувал одамна, добри пријатели. Не, во Вашингтон, нема, ама Модерничката академија, да. Модерничката академија, редовен професор, него му беше и таму, знаеш како е, имам пријателка која работи, која е професор на Калифорнија, универзитетот. Ја прашам, слушај, што е разликата? Вика, Сашо, кога ќе излезеш ходникот има 3-4 Нобеловци. Ќе се провозиш у лифтот за еден Нобеловец, он ќе те праша, што работите когаш додека, значи додека трае лифтот, додека сидне, он вика, па работам ова не ми е јасно. Ај пробајте со ова. И вика, тој ќе каже пробајте со ова. Се пишуваш. Тоа е разликата. Сакам да кажам да се навратам на Матовски, еден неверојатен успех постигна. Гледам каде се го цитираат, каде се Мислам, внимание големо привлече книгата, гледам по може би можеле Матовски да биде еден од наредните гости, бидејќи се планираме нареднава сезона да отвориме и Zoom можности и со луѓе кои се успешни наши луѓе во странство за кои многу малку се знае. Сега во Словенија на пример имав можност да дознам дека постои една господја која е асистент по атомска физика на универзитетот во Љубљана, но македонка се разбира, што стварно заслужува внимание. И сега ти кажам за представа исто многу добра на мојот драг Васил Христов, Лимениот барабан. Тоа е исто многу актуелна тема на Гинтерграс романот. Во Југословенско драмско позориште феноменален успех постигна представата. За жал, пак тука многу мали огласи. Јас стварно читав неколку рецензии, текстови, представа која публиката најмногу е очекувала. Мислам, стварно, вака... Одличен успех. Одличен успех. Ќе се навраќаме на тие теми, мислам дека вреди тоа да го... Но да ги поканиме и нашите гледачи, слушатели, сите што да не пишуваат, да повторам дека нашиот мейл е info@politikanti.mk. Тргнуваме на платформата на Словен Печат, на сите наши други платформи што ги имаме како Политиканти. Така е, ќе го превзимаат подкастот и разноразни други пријателски сајтови. Мислам дека ќе биде едно, да кажам, општо уживање со оглед дека доаѓаат избори. Има да има и плукање, има да има и конфронтации. Добро е да почнеме да разговараме. Стварно затоа во таа смисла дека повелат сите со прашања, се разбира. Поможда с пристојни. Мислам дека е добро да се одјавиме. Благодариме и за ова издание на Политиканти МК. Со мене Сашо Органовски. И со мене Боријан Јовановски. Ви благодариме што се гледаме после 9 јануари.